Енергија! Таа енергија. Во претходната сезона веќе зборувавме колку многу сакаме се повеќе и повеќе енергија. Изгледа на македонците никогаш нема да им биде доволно. Ни треба за нашите ајкоси, за нашите ајфони, за нашите ствари. Меѓутоа нашата обсесија со енергијата оди и уште подалеку од тоа. За разлика од останатите земји во ЕУ, Македонија има огромна енергетска интензивност. Односно, за да се произведе одредена стока или услуга, се троши повеќе од двојно енергија за разлика од останатите земји членки на Европската Унија. Најголем причинител за ова енергетската ефикасност или поточно неефикасност во државава. Меѓутоа, не се секирете. Сега имаме фонд за ова. Чекај, ова е или? Да, од режија кажува дека информацијата е точна. Уствари испаѓа дека клучниот виновник за големата енергетска интензивност во нашата држава е немањето на добра законска обврска околу тоа каква енергетска ефикасност треба да имаат објектите, опремата, производството, преносот и дистрибуцијата на енергијата. Мала работа, лесно решлива, очигледно. Чекај сега, пак сме тука? Дај да смениме малце, ќе им злосади на луѓево. Минатата сезона бевме тука, ај. Со цел да се олесни спроведувањето на програмите и останатите стратегии за енергетска ефикасност. На 3 октомври Собранието ги усвои измените и дополнувањата на Законот на Развојната банка на Република Северна Македонија, што всушност овозможи воспоставување на споменатиот фонд за енергетска ефикасност на објектите во кои живеат граѓаните или работат фирмите. Преку проектите, финансирани од фондот, ќе се овозможи заштеда на енергија, зачувување на природните ресурси и намалување на загадувањето на животната средина. Идејата е дека на овој начин ќе дојдеме уште толку поблиску до создавање на ефикасна и ефективна организацијска структура, која што ќе придонесе за исполнување на веќе утврдените цели за декарбонизација. Новиот закон исто така предвидува и СКО предпријатија. Ама, бидејќи јас не знам што значи таа скратеница СКО, на темата повеќе ќе ни објасни некој. Ако ја анализираме состојбата со нашите објекти за домување, кои што били изградени до 2016 година, ќе видиме дека на повеќето, грото од нив им недостасува сериозна термичка изолација, или воопшто ја немаат, или тоа е нешто минимално, веќе го изгубило својот ефект и сите овие домакинства најмногу од своите трошоци на месечно ниво, односно на годишно ниво, од аспект на енергија, плаќаат за загревање или ладење на домот, на објектот. Може таа состојба да се подобри со воведување на овие мерки за енергетска ефикасност. Кои се овие мерки? Се работи буквално за 3 до 4 мерки. Тоа е изолација на обвивката. Обвивка е, обкружувањето, ѕидот, прозорците, кровот, таванот и подот на еден станбен објект. Да се направи одново изолација на објектот, термичка изолација, тоа не е воопшто ефтино. За нашите услови, на нашиот стандард, кој што ние го имаме, финансиски стандард на живење, голем број домакинства не може да си дозволат да ги повлечат тие инвестиции, да ги превземат, иако знаеме дека по 5, 10, 15 години тие инвестирани средства нив ќе им се вратат назад преку заштедите на енергија што ги постигнуваат. Така да многу е важно секое домакинство да разговара, да покани еден енергетски контролор, можеби не премногу детално, но генерално да им укаже кои би биле најисплатливи мерки за нивниот сопствен дом. Некаде доволно е само изолација на ѕидот да се направи надворешна. Некаде е доволно кровот, некаде подот најмалку, например, учествува, не мора и подот. Не мора да инвестираат домакинствата во изолација на подот ако таа мерка не носи големи заштеди. Значи, фокусот да се стави на оние мерки кои што
ќе придонесат со најголеми заштеди. Сега, дури и кога ќе им се каже на домаќинствата дека една таква изолација може да чини од 5 до 15-20 хиляди евра. За голем број домаќинства ова е незамисливо во нашата земја. И тука се појавува еден интересен механизам кој што постои во светот, например во земјите на Европска унија, сосема најблиските земји до нас во нашето окружување. Тоа се нарекува ЕСКО модел. ЕСКО моделот е израз за финансирање на мерки за енергетска ефикасност преку партнерство. Почетниот капитал на фондот изнесува 5 милиони евра. Овој фонд е обезбеден од Светската банка, а сега се надополнува и со средства обезбедени од други извори и зелени инвестиции, односно има повеќе од 10 милиони евра и само ќе продолжи да се надополнува во иднина. Што правиме овде? Идам јас да си земам една субвенција. Енергија!